Во делот на урбанизмот, во делот на инфраструктурата, тоа е она кое што е клучно. Бил тука пред некој ден ресорниот министер, повторно истите ветувања како од пред 5 години, но за жал ние моравме да им кажеме вистината дека во овогодинешниот буџет и оној основен на Министерството за финансии, но и оној консолидиран во кој што е буџетот на јавното претпријатие државни патишта, не постојат средства за некакво вложување во инфраструктурата во делот на Пелагонија. И тоа го зборувавме и во Битола и го зборуваме тука и во Прилеп. За жал морам да кажам дека тие луѓе не ја говорат вистината, односно ги мамат луѓето од бизнис заедницата. Така што тоа беа генералните забелешки, инфраструктурата и во делот на урбанизмот за да се ослободи, за да се почне конечно да се инвестира. Добивме еден податок, пратеничката лаш Ане Лашковска ќе го каже, мислам дека 17 одобренија за градба беа од 2020 и 4 легализации само. Да, 17 од време на ВМРО по неколку стотици одобрение за градење годишно даваме. Значи Прилеп само 17 одобрение за градење за една година. 17 одобренија за градба имаме во 2020 година и неколку на прст се бројат легализации, можат да посведочат луѓето и од бизнес заедницата, но и прилепчани. Дали е тоа доволно и дали тоа одговара на потребите на Прилеп и на Прилепчани.